Добар ден, почитувани. Ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за најчестите проблеми со говорот кај децата. Според едно истражување спроведено во регионот, околу 60% од децата имаат некаква форма на нарушување во говорот. Додека пак, според некои податоци од 50-тите години на минатиот век, тогаш само 8% од децата се соочувале со некаков говорно-јазичен проблем. Зошто денеска е ваква ситуацијата? За проблемите со говорот кај децата, односно за најчестите нарушувања, денеска зборуваме со Бојан Богдановски, клинички логопед од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Следува блок реклами, а веднаш потоа и разговорот во студиото на Телма. За нарушувањата во говорот кај децата со посебен апостроф на погрешното изговарање на гласовите. Денеска зборуваме со Бојан Богдановски, логопед од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Добре ни дојде во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов, еден голем поздрав до сите гледачи. Кога и зошто се јавуваат проблемите со говорот кај децата, односно нарушувањата во говорот? Бидејќи во најавата на емисијата споменав дека порано овој проблем не бил толку изразен како што е во денешницата. Во глобала можеме да кажеме дека и бил изразен во однос на неправилен изговор на гласовите, но не се ставало толков акцент како денеска што се става на тоа, бидејќи денеска се повеќе може да кажеме дека се грижиме за нашите деца, се повеќе зборуваме за нивното здравје, за нивниот говор. А во однос на тоа кога се појавуваат, може да се каже дека правилниот изговор на сите гласови треба да заврши до некои си 5-5,5 години, тогаш можеме да кажеме дека детето треба правилно да изговара сите гласови. Секој глас во одредена возраст се усвојува, например, одредени гласови до 3 години, одредени гласови до 3,5, некои до 4,5, некои, како што се гласовите Р и Л, се очекуваат до 5,5 години најдоцна да се усвојат, но за жал некои деца поради одредени причини, односно нарушување во аудитивната перцепција, дискриминација на гласовите, односно поради фонолошки нарушувања, поради неправилен говорен модел од околината, например, доколку родителот неправилно го изговара одреден глас, голема веројатноста дека детето така ќе го научи, односно исто ќе го изговара гласот како неговиот родител, а некогаш и не мора тоа да биде родителот, може да биде учителката од градинка, некој друг член од семејството, од околината и така натаму, а тука постати голем број неправилности како што се на забите, голем број на неправилна исхрана. Веќе знаеме дека се повеќе деца има кои што до 5-6 години не се хранат веќе со цврста храна, туку се уште се хранат со пасирана храна, што е сосема погрешно. Потоа деца кои што долг период цуцаат од цуцла, долг период го цицаат палецот и така натаму. Можеме да кажеме дека постат голем број причини, но на голема среќа постат тука логопедите и логопедијата па може да се скоригираат сите овие нарушување во вербалната комуникација. Споминавте дека многу голем проблем представува начинот на кој што се хранат децата. Што е проблематично кај пасираната храна? Или пак блендираните кашички? Има и таков тренд. Што повеќе детето да јаде блендирани кашички за да изеде поголема количина? Живееме во време кога можеби на децата сакаме да дадеме се, но во глобала најмалку им даваме внимание и авторитет. Бидејќи порано, знаете, сите родители, баби, дедовци нас не хранеле со храна генерално од наше подневје и генерално тука станува збор за давање на зеленчук, овоше, така натаму, потоа се дава месо и се останато. Денеска се пратат оние светски трендови кои што можеби се погрешни во смисол на давање на храна која што никогаш не постоела на наше подневје и се дава, значи, нешто што е странно за децата. Од друга страна можеме да кажеме дека самите деца не добиваат доволен авторитет од страна на родителите. Па родителот дава компензација, ќе ти дадам пасирана храна или пак ќе ти пуштам цртан за да се храниш. Ти тука настанува, значи, еден конфликт каде што детето веќе има 4, 5, 6 години така натаму, а се уште се схранува, значи, со пасирана храна, што е сосема на непцото, на формирањето на забите. Секако на целосниот говорен апарат, бидејќи сите знаеме дека доколку јадеме само пасирана храна, тоа не може да биде здраво не само за говор, туку за целосниот говорен апарат, како што е тврдото непце, мекото непце, самите заби, и тоа си носи себе, значи, последици. Но сепак мора да се нагласи дека постојат деца кои што бележат и некои расстройства, нарушувања во развојот, каде што имаат сензорна преосетливост на некои структури од храната, па тоа генерално се оние деца кои што, значи, земаат пасирана храна, родителот не може да се соочи со тој проблем и на крај се решава дека ќе тераме само со пасирана храна. Значи, што поскоро да се воведе парченца,
е подобро и за здравјето, едно и за говорниот апарат. А исто така кога станува збор за цуцлата и шишето со цуцла, до која возраст вие како логопед советувате да се даваат? Кога мора да се изфрлат? Знаете како, не само за цуцлата и цицањето на палецот, туку сведоци сме во секојдневната пракса дека има мајки кои што немаат веќе млеко, а на некој начин се уште ги дојат децата. Мислам, тоа до некаде застрашувачки, но праксата тоа ни го покажа. Мајките најчесто велат, ама моето дете е навикнато на тоа, моето дете тоа го бари, но дури они на тој начин ги дојат без разлика дали со доење, дали со цуцла и така натаму до 6-7 години, што е сосема погрешно. Детето кога веќе ќе му никнат заби, кога веќе ќе биде способно тоа да се храни со пасирана храна, понатаму со цврста храна, во тој процес треба да се одвикне, значи самото доење, самото користење на цуцла. И не само значи во смисол на цуцлата и на доењето, туку во смисол и на пелените, например, децата кои што ги носат. Има голем број родители кои што тешко се соочуваат како моето дете да се одвикне од пелен. Значи, во секојдневната пракса тоа е голем проблем. Среќаваме се повеќе деца кои што до на 4, 5, 6 години носат пелена, бидејќи навремено не се одвикнале од тоа. Живееме во период на развиена технологија, децата поминуваат многу време пред екран, пред телевизија, пред таблет. Може ли тоа да влие врз нарушувањето на говорот и изговорот на одредени гласови? Секако. За жал, се повеќе деца се изложени, како што спомнавме на почетокот, се повеќе на модерна технологија, се повеќе на ној затворен свет за самите деца, а се помалку на внимание и посветеност од страна на родителите. Точно така, како што кажавте, живееме во едно бурно време каде што сите живееме брзо, сите се бориме за подобри финанси, за подобро утре, но треба да знаеме дека децата се во главала нашето утре и нашата иднина. Ние мораме да вложиме во нив за да биде се во ред со нивната и со нашата иднина. Понос на самата технологија. Нормално, кога едно дете расте со слушање на странски јазик, најчесто тоа англискиот јазик, тоа почва да го усвојува тој јазик. Да не зборуваме за тоа дека децата веќе не си играат, не цртат од најрана возраст, туку тие цело време допираат на телефонот. Значи, фината моторика тука не се развива. Детето на некој начин се затвара во тој собствен свет, ја губи потребата за зборување, бидејќи оно само перцепира и впива на некој начин од она што го слуша од телефонот, таблетот или така натаму. Пасивен посматрач, гледач станува, нема потреба за комуникација, не зборува со никого освен што гледа во екранот, но од друга страна велат и дека родителите не им зборуваат доволно на децата, бидејќи кога ќе се вратат од работа обично се уморни, па тука исто така отсуствува комуникација, но и начинот, споминавте на кој што родителите ги изговарат гласовите, но понекогаш и начинот на кој што му зборуваат на детето може да биде исто така вовед во некакво нарушување на говорот. Зошто треба да се избегнува оној бебешки говор, мил говор кон детето? Што се може да се наруши поради тоа? Детето кога пред се значи представува еден неиспишан лист хартија, каде за почеток родителите и неговата најблиска околина се оние кои што влијаат што да се запише на него. Затоа можеме да кажеме дека голем број родители мислат дека на детето кога му зборуваат во оној демонитивен бебешки јазик, дека на тој начин детето ќе му покажат на детето многу љубов, многу внимание, но во глобала детето го учи тој погрешен говорен модел и можеме да забележиме дека деца и на 4-5 години тие веќе зборуваат бебешки, недостасуваат гласови, се останато, но тогаш родителот веќе тоа го забележува како проблем. Претходно, кај сите деца, нели, секој човек надвор од професијата логопедија, кој ќе види мало детенце дека зборува така, тоа делува многу сладко. Но тоа е сладко краток период. Понатаму, како поминува времето, тоа станува само во еден горчев проблем, кој што, како поминува времето, се потешко може да се надмине. Кои гласови обично децата погрешно ги изговараат? Со што имаат најголем проблем? Па во глобала може да се каже фрикативите, африкатите или ајде појасно за гледачите, гласовите С, З, Ш, Ж, Ч, Дж, Р, Л и така натаму, но може да се каже дека постојат нарушувања кај сите гласови, така што некојаш може да биде нарушен, односно неправилен изговори на вокалите А, Е, И, О, У, некојаш може да биде неправилен изговор на гласот Њ, на гласот Ј и така натаму, па затоа може да се каже дека не постои глас кој што не може да биде засегнат, но сепак тоа зависи од самата етиологија. Но се чини дека најчесто децата имаат проблем со гласот Р и со гласот Л. Дали сум во право? Па не би рекол така, бидејќи генерално нели народот како народ секогаш ги забележува најголемите несовршености кај на личност, па затоа
првично кога ќе видиме дете, нели оно изговор грлено р или пак неправилен изговор, за разлика не става толку фокус на тоа пример доколку јазикот излегува низ зъбите при изговор на с, дека се создаваат голем број шумови така. Шушкања. Да, се создаваат шумови, значи тоа е сосема неприродно. На тоа до некаде голем број луѓе мислат дека и сладко изгледа, односно тоа дека е патологија во вербалната комуникација. Затоа можеби се става фокусот на р и на л. Обично до која возраст треба да се совлада изговорот на овие гласови? Па можеме да кажеме дека секој глас има своја временска рамка кога тој треба да се совлада, но сепак тоа е нели малку поголема наука во логопедијата, но еве генерално да кажеме дека до 4,5 години треба сите гласови завршно со р со л да биде завршен тој правилен изговор на гласови. Доколку дури порано, доколку нив ги нема на 4 години, треба да се посоветуваат родителите со логопед. Бидејќи честопати многу родители велат, па можеби со тек на времето детето само правилно ќе почне да го изговара овој глас, но тоа е сосема погрешно. Како поминува времето, изговорот може да станува само полош и полош. Значи, што порано да се интервенира, толку подобро? Како и за секоја состојба, значи во медицината, колку порано таа се детектира, се превенира и се започне со ран третман, толку подобри резултати ќе има. Бидејќи се она што ќе остане нели на сам крај, многу е потешко да се искоригира и да се третира. Но постои ли некоја горна граница до кога може да се реши проблемот? Знаете како логопедијата генерално народот погрешно мисли за нејзе, тоа се нели стари информации, дека на логопед генерално одат само децата. Можеме да кажеме дека едно лице кое што неправилно го изговара гласот р, с, л и така натаму на 40 и на 50 години може да се јави на логопед и тоа да се истретира. Бидејќи треба да се знае дека желбата е многу поголема од било се останато и дека со помош на нашата желба и цел ние може голем број пречки да надминеме. Бидејќи нормално детето кога е мало, кога е поголема пластичноста на мозокот, многу полесно може да научи нешто кое му е наметнато за разлика од еден возрасен човек, но сепак доколку се посвети доволно внимание, доколку се посвети адекватен третман, може да се има позитивни резултати. А какви се тие фонолошки нарушувања? Ве прашувам бидејќи вие што туку ја издадовте оваа книга, третман на артикулацијски и фонолошки нарушувања. Што е тоа фонолошко нарушување? Така, фонолошки нарушувања посебно се интересен дел од самата логопедија за кој премалку се зборува кај нас. Тоа во глобала се оние нарушувања кои што можеби се причина за артикулацијските нарушувања, односно неправилниот изговор на гласовите, па најпросто да го објасниме за самите гледачи, нели? Тоа е она потешкотија лицето правилно да го исперцепира гласот, кој што го слуша до околината, да создаде слика за него, за да може тој правилно да го се репродуцира. Например, кај дете кој што има артикулацијски нарушувања, пример гласот р, детето е свесно дека неправилно го користи гласот р, во секоја комбинација, без разлика дали гласот се наоѓа на почетокот од зборот, во средината на зборот, на крајот од зборот, константно детето неправилно го изговара гласот р. Тога станува збор за артикулацијско нарушување. Но колку детето одделно може да ни го каже одреден глас, без разлика дали е р, с, ш и така натаму, детето може правилно да го каже, но доколку понатаму зборува, тоа не знае каде правилно го искористи тој глас. Например, кога треба детето да каже зима, тоа може да ни каже сима, односно нарушена е таа дискриминација помеѓу фонемите, помеѓу гласовите и настанува нарушување во самата перцепција, дискриминација, идентификација и на крај употреба на самите гласови. Значи одреден глас се заменува со друг, ако ве разбрав, добро така? Точно така, се заменува, значи со друг глас и честопати голем број не само родители, наставници, туку и логопеди, значи во секојдневната пракса ми велат дека се уште детето не го совладува доволно добро гласот. Не, наспроти, детето можеби веќе ќе го совлада гласот с, ш, р, но се уште нема да има развиена фонолошка способност. Таа фонолошка способност во глобала може да се каже базата за добар говорно-јазичен развој. Што доведува до овој проблем? Многу фактори може да доведуваат. Голем број научници, значи низ целиот свет, правеле најразлични истражувања. Дека тука може да биде изложеноста на модерна технологија, оштетување на слухот, може да биде одреден степен на интелектуална попреченост, може да бидат некои генетски фактори, но генерално причината за нив останува непозната, односно идиопатска. Но важно да се знае дека иако причината е непозната и идиопатска, сепак постои адекватен третман со кој овие нарушувања, доколку нели третманот е адекватен и строго професионален, може да се надминат. И сега како да се подготват органите за говор за да се изговорат овие гласови правилно?
Така, често пати, значи веднаш логопедите или самите родители продолжуваат со вежбање на... Ова е тоа? Да. Често пати продолжуваат веднаш на вежбање. Но треба да се знае дека кај некои деца просто кажано е мрзлив самиот говорен апарат. Не е доволно моторно активен, Не е развиен мускулатурата? не е доволно стимулирана, тоа подобро можеме да го кажеме. Не е доволно активна. Затоа постат овие вежби за логомоторика, кои што значи овозможуваат раздвижување на самиот говорен апарат. Тука постат голем број вежби за устните, за образите, за самиот јазик, односно целиот артикулаторен систем кој што овозможува значи детето подобро да ги изговара самите гласови. И сега можат сето ова родителите и самите да го прават во домот со своите деца? Можеме уште нешто да видиме од вежбите? Така, секако, затоа што генерално голем број на родители одат на логопед, но не да добиваат никаква програма за работа од дома. Знаете како е секогаш на родителите им велам, вие може 5 пати во неделата да доаѓате на логопед, но колку дома не вежбате и не го применувате тој третман, нема да има толку брзи и ефективни резултати. Значи морат родителите да бидат истрени и упорни, тие да работат заедно со логопедот. Не е доволно детето само на логопед да поиде. Така, логопедијата вели дека родителот е котерапевт во самиот третман, односно дека логопедот... Активен учесник. Точно така, логопедот секогаш треба да го обучи родителот за како да вежба дома со своето дете и да му даде план и програма во пишана форма и тоа во обемен материјал за како тие да вежбаат дома. Бидејќи доколку се ослони само на логопедот, а дома повторно детето изложено пред телевизор, од тоа бенефит нема. Да ги поканиме гледачите, Бојан, да се вклучат во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци и да постават прашање кое што е поврзано со темата на која што денеска зборуваме, значи нарушување во говорот кај децата со посебен акцент на изговорот на гласовите. Ќе добиете ни за појаснување какви вежби може да се прават во домашни услови. Јас овдека, Бојан, видов и многу зборчиња, да речеме њаса, њасе, њаси, њасо, њасу, значи тоа се примери со кои што се вежбат очигледно одредени гласови. Точно така. Ова е моја книга која што ја напишав предси за тоа што недостасува логопедска литература кај нас и самите ние логопеди имаме потешкотија во изноѓање, нели, нови вежби, нова креативност за самиот третман и секако тука се студентите, другите колеги, родителите кои што треба да имаат вежби. Тоа се точно направени вежби кои што се научно поддржани за како правилно се добие одреден глас. Бидејќи родителите често пати мислат дека нено дете ако му велат кажи риба, на крај може да се добие риба и од тоа многу потешко потоа ќе се вратиме назад за правилно се добие гласот р. Бидејќи некогаш со тоа кажи кој што го прават родителите или пак неправилни зборови му даваат за вежбање на своето дете, може да се добие поголема штета отколку бенефит од самиот третман. За гласот р, еве, кои зборови се применуваат за да вежбаат децата во дома? Во домот. Секогаш значи има подготвителни кои вежби. зборови се всушност адекватни, соодветни за вежба? Така, секогаш потребно прво да се направат вежби за логомоторика, се подготви самиот говорен апарат. Потоа, значи, треба се применат подготвителни вежби, како брз изговор на ТЗ, ТД. Значи, тоа е секогаш. Како загревање, да речеме. Да речеме загревање, но сепак постојат ситуации каде што се прави, значи, индивидуален пристап за секое дете. Не можеме да кажеме дека истиот третман важи за сите. Значи, сепак тој се применува адекватно за секое лице индивидуално, строго индивидуално. Но можеме грубо да кажеме генерално дека, например, секој се започува со гласовни комбинации и со зборови каде што гласот р е во средина, а потоа, значи, се преминува во другите положби. А сосема на крај веќе стигаме до ние вежби за автоматизација, задржување на учениот глас со употреба на песнички, кратки реченици, текстови и така натаму. Бидејќи се што е форсирано не само во логопедијата, туку генерално во животот може да ни даде само обратен ефект каде што детето ќе даде отпор или пак погрешно ќе го изговори тој глас. Се случува ли децата да дојдат на логопед и да не сакаат да соработуваат, особено ако се помали? Вие како логопед упорно да се обидувате да направите некаква вежба, детето да ве гледа и да не партиципира во часот. Така, голем број колеги и родители сум слушнал дека доаѓаат деца каде што се расплакува во првите часови, кој што седи, не го гледа логопедот во очи, ги бара мама и тато постојано, или пак бара мама и тато да седат со него за време на третманот, но тука или настанува
како да кажеме, недостаток на авторитет од страна на логопедот или пак просто е потребен процес на адаптација во средината за детето во рок од некои 3 до 5 третмани, каде што детето сепак е мала личност, значи сепак има страв, нема доволно усвоени одбранбени механизми, му треба време за да се адаптира на самиот простор и на самиот логопед. Но она што јас можам да го кажам лично за мене, сепак не можам нели за другите колеги да зборуваме, тоа дека мене до сега бар 2-3 пати дали ми се има случајно во мојата логопедска пракса дете да одбие третман и тоа најчесто деца кои што имаат покомплексни состојби. Но сепак многу е важен пристапот. Многу е важно едно дете да му се подаде рака, да му се даде многу љубов, бидејќи сепак се ова што ние го работиме не е само да се оствари интеракција клиенти и терапевт, односно давање услуга, туку треба да се има еден бенефит. Бидејќи сепак на крајот нели убаво кога тоа дете ќе порасне ќе каже јас одев како дете кај тој логопед. Има ли случаи кога тешко се постигнуваат добри резултати? Па во глобала секогаш има. Се зависи од самата состојба, од самиот влог од страна родителите, од самиот терапевт, но тоа многу зависи од самата клиничка слика на самата состојба, бидејќи некои состојби како што се интелектуална попреченост, аутизам, ошетување на слухот и така натаму, тоа не се состојби кои што може да се решат само со, не знам, 8 третмани како што се кај некои гласови, туку просто бараат третмани с години, а некогаш и цел живот. Па затоа Обично 8 третмани се потребни кај деца со типичен развој за да совладат одреден глас. Па не можеме да кажеме точно значи за кој глас, просто пример гласот Р е многу глас кој што е позахтевен за разлика од другите гласови, каде што гласот Ц бар од мојата секојдневна пракса, конкретно со овие вежби кои што се напишани во самиот труд, гласот Ц го добиваме за некои 2-3 третмани, потоа веднаш преминуваме на следен глас или пак се продолжува на автоматизација на гласот и со тоа го испишуваме детето како успешен клиент, односно пациент од нашата институција. Пред да ги вклучам гледачите, само да ве прашам што ако детето го заменува гласот Ц со друга буква? Тогаш настанува со збор друг за глас. фонолошки нарушувања. Тука посложен е третманот? Секако. Тој третман е многу посложен, подолго траен за разлика од кога е само третман на артикулацијски нарушувања, но истиот третман доколку правилно и адекватно се воспостави, тога се очекуваат позитивни резултати. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сева гледачка од Скопје. Така. Поздрав до логопедот, до момчето. Ви благодарам. Пошто мене повеќе работи ме интересираат, не можам да не ви одземам време. Едноставно да прашам книгата дали ја има во малопродажба и која издавачка куќа. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Бојам да го слушнеме и следниот гледач, па потоа ќе добијат гледачите одговор на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се обуваме од Охрид, гледач. Така. Поздрав до емисијата. Благодарам. Имам едно прашање до логопедот. Мојата внука не изговара нечисто, нејасно изговара зборови. На која Дали- возраст е? Па 4,5 години. 4,5 години и нејасно изговара одредени гласови или воопшто нејасно зборува? Не зборува чисто, нејасно зборува. Така, добро. И предпоставам ви интересира што може да се направи во овој случај. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сакам да знам. Пријатно, имате пријатен ден. Да започнеме со првото прашање, односно каде може да се набави ова книга или како би го пишале ова? Па би го опишал како еден логопедски, масивен Прирачник? логопедски труд, кој што е пишан на пракса во речиси 500 страни, каде што се дава целосен третман на артикулацијските и фонолошките нарушувања. Од сите колеги родители кои што до сега ја купиле книгата, може да се каже дека нема некој кој што не дал позитивно искуство од самата книга, бидејќи посебно колегите кажуваат дека гласовите само со неколку третмани за разлика од порано веќе ги совладуваат, а во однос на самата книга и труд може да се каже дека не сум само јас, нели оној кој што се вложил во книгата, туку група на професионалци кои што стоеле за целиот овој проект. Книгата значи е издадена преку издавачката куќа Студентски сервис, истата може да се купи во самиот студентски сервис при Филозофскиот факултет при Институтот за дефектологија Скопје и може да се купи во Гаспар центрите кои што се наоѓаат исто така во Скопје, Гаспар аеродром и Гаспар Козле. А за самата книга значи постојат рецензенти, лектор, уредници, јас како уредник и издавач може да се каже на самата книга.
може да кажам дека имаше и спонзори, тука беше музеот на град Скопје и Helium Nova сервис, некако што ми дадоа голема поддршка во реализација на самиот овој проект, а во однос на второто прашање кое што го постави гледачката за незината внука, мислам дека беше, кога веќе едно дете на 4-4,5 години не зборува доволно чисто, не изговара голем број на гласови правилно, макар еден глас да е, веднаш треба да се консултираат со логопед и да се започне со третман. Бидејќи кога неправилно се изговара само еден глас, тога станува збор за артикулацијско нарушување. Но доколку огромна група на гласови не се изговараат правилно и прито тоа неразбирливо, она што спомнавте наместо зиме ќе каже симе и така натаму, тогаш голема веројатност дека станува збор за фонолошко нарушување. Колку и не да го третираме артикулацијското нарушување, тоа се надмине, доколку не се искоредира, оно се стретира и фонолошкото нарушување, тогаш проблемот станува константен и продолжува така натаму и така натаму. Обично колку време е потребно за фонолошкото нарушување да се реши? Па не можеме да кажеме точно. Се зависи од тежината на фонолошкото нарушување, затоа на мое големо задоволство, бидејќи во Македонија нема тестови на македонски јазик, тоа се генерално или српски, хрватски или преведени на македонски јазик тестови. Создадени се два теста за процена артикулацијата на гласовите на македонски јазик. Има тука тие тестови? Што вклучуваат, какви прашања има таму? Конкретно тестот за процена на артикулација. Значи се даден изговор на одредени гласови во иницијално, односно почетна позиција, медијално и финално, односно на крајот од зборот, каде што логопедот бара од детето збор по збор да ги изговара, потоа бележи, значи со плюс, минус или плюс и минус, за како правилно се изговара гласот. За разлика од тестот кој што е за процена на фонолошката способност, тоа е еден огромен, може да се каже, обемен тест кој што испитува голем број сегменти. Значи, прво детето како ги перцепира гласовите, да се установи дали прави дискриминација, да се установи дали има каков степен уствари има на фонолошка нарушување, дали е тоа лесен степен, умерен степен, тежок степен, од што ќе зависи и должината и самиот исход на третманот. Да се процени вербалното памтење, да се процени способноста за слогови, способноста за рима. Значи тоа е еден целосен, сложен, комплексен процес, иако наведом нели генерално сите ставаме фокус на ние покомплицирани болести, пример како што е карциномот и така натаму, за разлика од не ставаме толку голем фокус на нарушувањата во говорот, на психолошките потешкоти. Но сите ние знаеме дека оној момент кога способноста за говор ќе изгубиме, или пак таа ќе биде оштетена, или пак ние психолошки ќе осетиме пат, тога сваќаме во глобала кој е моќта на човекот и што со човекот раководи. Односно дека преку говорот може да ги скажеме сите наши емоции, она што ние го чувствуваме. Имаме уште 20 гледачи, ќе ги вклучиме во денешната емисија со нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Овдека се поздрав до 20-та. Ви благодарам. Водителот и гостинот. Овдека се јавам на баба. Имам 6-годишно внуче. Така? До 3 години многу тешко збореше, дури ич не збореше. После 3 години почна да збори. Сега колку една година уназад почна многу да дътка, да пелтачи. Аха, добро. На која возраст значи почна да пелтачи, на? Па на 5. На 5, добро. Да. Би сакала да ми одговори гостинот на ова прашање и доколку е во можност телефонот да го остави, да го поставиме контакт со него, за да го носиме Ќе се јавите после емисија, ќе ви дадеме контакта. Веројатно Бојан ќе објасни како може да стапите во контакт со него. Ќе го слушнеме и следниот гледач со негово прашање, за да не чека. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би ве поздравила во студиото и сакам да споделам едно моје искуство. Исто е вака сега гледачкава што каже на 5 години почна да пилтечи детето. Моето дете... Ало? Да, ве слушаме така. Споделувате искуство со вашето дете. На 5 години почна да пилтечи. Значи, мобилните телефони си го направија тоа што го направија предходно. Значи, почнавме, не чекавме воопшто ни еден ден, него веднаш се запишавме на логопед. Цела година работевме, значи, на моториката. Моториката ни беше првиот чекор во подобрување на говорот пред да започне прво оделение. И тоа се случи да успешно го завршивме тој дел со говорот, значи престана да пилтечи, но не го изговараше гласот Р. Се до 7,5 години сам си го почна да си го кажува. Значи без наши вежби, затоа што кога ние ќе пробавме да вежбаме заедно, ајде тоа што го кажа и гостинот, риба, река,
одбиваше тоа да го кажува, бидејќи му се чувствуваше дека потешко му доаѓа да го каже со самото јазиче. И сам почна да си прави како хеликоптерче, да си прави пр и после си го тоа си го пренесе и во зборовите кога почна да ги кажува. Така, значи вашето дете на таков начин успешно го совладало изговорот на буквата, на гласот Р. Така, на гласот Р. Само иницијативно, без напор, без пресилување на детето, ајде сега мора да седнеме не знам, риби, реки се. Така да би ги советувала од искуство сите родители. Така, вашето искуство говори дека детето само го совладало проблемот со изговорот на гласот Р, но за пелтечењето сте се обратиле на логопед. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија и што го споделивте вашето искуство. Да започнеме со прашањето на првата гледачка. Вели дека пелтечењето се јавило кај детето на 5 години, кое што подоцна го развило говорот на 3 години. Така, да почнеме со првото прашање. Во однос на самото пелтечење кој состојба која се појавува, тоа пред да пообјасним, нели, тоа е неправилен флуентен ток на самиот говор, односно нарушена течноста на самиот говор, ритмот и темпото, и она е познато во народот како дъткање. И можеме да кажеме дека тоа најчесто се појавува прво на некоја си возраст од 3-3,5 години. Некојаш може и порано, некојаш малку подоцна. Генерално до 5 години кога се јавува, онаа постара логопедија, можеме да кажеме дека смета дека тоа е физиолошко пелтечење, како тоа самото од себе ќе се надмине доколку на детето му се посвети многу внимание, многу љубов од страна на родителите, но во глобала она што го наведува новата медицина и новата логопедија, можеме да кажеме дека првиот момент кога ќе се појави такво физиолошко пелтечење, веднаш треба да се консултираат со логопед. Бидејќи тоа некогаш може биде само најава за она пелтечење кое што ќе зиме поголем замав после некој период. Пелтечењето може да се јави сега, да направи пауза, односно се изгуби, потоа да се јави повторно со многу поголем замав. После голем број причини за појава на пелтечењето, а во однос на она што го кажа вториот гледач, веднаш ќе се надоврзам, дека имало пелтечење, но и неправилен изговор на гласовите. Фонолошките нарушувања често пати ги следат голем број состојби. Тука може да биде дислексијата, дисграфијата, може да биде пелтечењето, може да биде аутизмот, развојната дисфазија и голем број други состојби. Што можеме да кажеме? Можеме да кажеме дека веројатно тоа дете во тој период имало и фонолошко нарушување, кое што влијаело на флуентноста на говорот и имало пелтечење. Но со текот на времето, значи како се третирало самото фонолошко нарушување низ вежбите, на тој начин се добиле гласот Р. Бидејќи гласот Р, доколку е само артикулацијско нарушување, тој многу тешко само од себе ќе се добие. Во праксата точно така, како што спомна и самата гледачка, она што го спомнавме и ние, не треба да се врши притисок на детето, кажи ми. Затоа децата одбиваат, на тој начин се создава поголема фрустрација, отпор, значи ги самите деца. Затоа треба, значи, детето да му се посвети многу внимание, се даде на малку поголема уствари слобода во самиот процес на рехабилитација. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар. Повелете. Добар. Чакам да прашам вас, значи внука на возраст од 9 години. Само не ве слушаме добро, ако може отрежи малку погласно во студиото. Значи имам внука на возраст. Добро, за внуче се бувате? Да, од 9 години. Значи уште кога беше мало, не знам, на 3-4 години, почнам да ги селектира фактички улиците со кои зборува. Ништо не можеме да разбереме, значи само разбрав дека се работи за внуче од 9 години, си исклуче, да. Кој што има некаков проблем со говорот, нека се јави повторно гледачот, веројатно друг телефон ќе треба да се јави, бидејќи мислам дека имаше проблем со неговиот апарат. Во однос на потребата за логопеди во Македонија, дали е голема? Имаат ли родителите очигледно имаат зголемена свесност за тоа дека детето нивно има некаков проблем со говорот, но дали има доволен број на логопеди кои што ги решаваат овие проблеми? Можеме да кажеме дека е зголемена свесноста кај родителите за своите деца, за нивниот развој, но тоа можеме да кажеме дека има причина зашто е тоа така. Тоа е така бидејќи се поголем е бројот на деца кои што имаат патологија во вербалната и невербалната комуникација и генерално имаат потешкоти во развојот. И тука не става само збор за
состојби како неправилен изговор на гласови, туку станува збор за максимално комплексни состојби како што се развојна дисфазија, аутистичен спектар на нарушување, интелектуална попреченост, лица со афазија и така натаму и така натаму. Па толку стана чести овие патолошки состојби во самиот развој, што дури не се постигнува со работа не само од страна на логопедите, туку од страна на дефектолозите. Како некога што може да се кажеше дека табу тема беше психијатарот и психологот, а денеска сме сведоци дека не постигнуваат со работа, тоа денеска се случува со логопедијата и со дефектологијата. За жалост, постои се поголем број на деца со патологија во својот развој, но на голема среќа па постојат голем број логопеди, дефектолози, кои што не само се стручни лица, туку се големи ентузијасти за својата работа и можеме да им помогнеме на самите деца. Од она што сум го видел јас во земјава и на Балканот и во странство, слободно можам да кажам дека се повеќе има млади лица кои што вложуваат во своето образование, во својата пракса и можеме да се пофалиме дека во Македонија, па и на генерално на Балканот, може да се понуди една навистина квалитетна логопедија, на квалитетна дефектологија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Имам две близначиња на 6 годишна возраст, машко и девојче. Така? Поздрав до вас, прво до емисијата и до докторот. Благодарам. Чисто зборуваат и двајцата од нивна 3-4 година. Меѓутоа сега последниот период кај машково дете се јавува некакво дтка и некога ќе се возбуди во зборувањето. Па сега ви интересира за што се работи, дали тоа може да остане... Значи, чисто зборување и машкото и девојчето зборуваат чисто, без проблем. Меѓутоа, така, но кога ќе се возбуди, кога ќе има некоја ситуација која што му е повозбудлива, почнува да пелтечи. Да пелтечи, така. Ви благодарам за вклучувањето. За што се работи, поздрав и до вас. За што се работи во овој случај? Па непрофесионално да носиме диагнози нели преку телевизија, затоа треба да се направи стручен преглед од страна на логопед, но според ова што го кажа гледачот, најверојатно станува збор за почеток на пелтечење, односно на дткање. Генерално самото пелтечење се зголемува, се зајакнува, посебно кога лицето е под стрес. Значи, кога има новонастаната ситуација, кога детето или пак возрастниот е нервозен, кога ќе доживее некој нов стрес, нова фрустрација, секогаш тука се зголемува, значи пелтечењето. Постојат голем број причини, не можеме да кажеме нели како порано, јас тргам од нашите баби дедовци, сека ти кажат, имало куче кој што лаело гласно, детето се сплашило и почело да пелтечи. Но во глобала праксата е многу поинаква, значи постојат голем број фактори како што се генетски предиспозиции, доживеани стресови, некои органски, некои неоргански причини за појава на самото пелтечење, но важно да се нагласи, значи посебно е како сме на телевизија, дека во денешно време, посебно кај децата во училишна возраст, една од главните причини за појава на пелтечењето е стресот, но стресот појавен од булинг, односно врсничко насилство. Кога ги прашаме родителите и самите деца, кога прв пат се појави пелтечењето, они веднаш го врзуваат со ситуација кога детето било изложено на тој булинг. И тоа е толку често што може да се каже дека рече си секој, не знам, трето, четврто дете веќе изложено. Возраст. Не мора тоа да биде само физички булинг, може да биде значи психолошки булинг каде што се врши тортура на некој начин без разлика дали е таа психолошка или физичка врз самото дете. И тоа е еден буквално она затворен круг каде што детето многу тешко може да излезе од тоа. И тука или пелтечењето ако веќе постои во голема мера ќе се зајакне изголеми или пак може да се јави доколку до сега не постоело. Со колкава успешно се решава проблемот со пелтечење доколку се јави ке помало дете? Во глобала може физиолошки да пројде само од себе? Во глобала да, постојат значи деца кај кои што се појава пелтечење, тоа самото од себе се губи и веќе никогаш повеќе нема да се јави. Но во праксата значи без разлика дали станува збор за дете, тоа морам да го нагласам, бидејќи генерално се смета дека логопедите работат само со деца, можеме да кажеме дека 50% работиме со деца, 50% работиме со возрастни, нека без разлика дали е дете или возрастен, доколку се даде адекватен третман од наша страна, но и се даде и максимален влог од
нивна страна, како на пациенти, односно клиенти, тие дома да ги вежбаат тие вежби, да го применуваат самиот третман кој што се применува во нашите кабинети и ординации, тогаш може да се каже дека ќе има позитивен исход. Можеби не секогаш целосно ќе се надмине пелтечењето, но самиот пациент, односно клиент, ќе научи како да менаџира со пелтечењето и како максимално да се намали. И сосема на крајот на денешната емисија, на денешниот магазин за родителство 0+ месеци, совет за родителите кои што имаат дете што изговара, што има проблем со изговарање на гласовите. На која возраст веќе треба да го однесат кај логопед? До кога да чекаат? Така, значи можеме Некојаш да велат кажеме... мало е, 3 години, 4, 5, кога? Кога е таа долна граница? Да, генерално секогаш оди така, мало има време да пречекаме, од тоа мало има време да пречекаме, стигнуваме до некои си многу покомплексни состојби, поголеми проблеми, за кои треба многу поголем влог и поголемо време за истите да се надминат. Но затоа можеме да кажеме, значи на крајот од денот сите сме луѓе, без разлика на нашите финанси, на нашата професија, ние треба да живееме за нашите деца и за нас самите себе си, да им посветиме максимално љубов, а оној момент кога ќе забележиме дека детето бележи потешкотија во својот развој, макар таа да биде минимална или тоа да биде само сомнеш на родителот, веднаш да се консултира. Без разлика дали со матичниот доктор, со педијаторот, со логопед, дефектолог, но важно да се има рана интервенција, рана превенција, рана диагностика, од што зависи значи исходот на самиот третман доколку има потреба од него. Затоа што велат колку подолго се употребува погрешно изговорен глас, толку потешко ќе се надмине проблемот. Како за се во животот, колку повеќе имаме погрешни навики, тие многу потешко да се одвикнат, но сепак морам да нагласам дека позитивните мисли и желбата за нешто да се промени секогаш може да надминат се. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во 0+. Благодарам и вам. Почитувани Бојан Богдановски, логопед од Центарот за психофизичко здравје Гаспар, беше гостин во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Имете пријатен ден.